Македонија има огромни проблеми со екологијата, пред се со управувањето на отпадот, а потоа и со отпадните води, истакна денеска вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Тој рече дека климатските промени бараат посебен пристап и употреба на високи технологии, но нашата држава има суштински прашања кои што пред се мора да ги реши, и тоа итно и приоритетно. Значи, практично ние во нашата држава треба да се определиме кон похрабри и попрецизни чекори во решавање на проблемите од животната средина и животната околина. Ние сме држава и треба тоа да го споделиме и јасно да го кажеме, во која што само 18% од населението има пристап до канализациони системи. За каква екологија и за каква заштита на животна средина ние зборуваме? Значи, од таа причина, ние мораме да направиме неколку храбри чекори. Првиот храбар чекор е да се реши проблемот со дивите депонии, и не само со дивите депонии, него и со организираните депонии на смет практично во државата, и затоа, за разлика од тоа што сега беше оставено да секоја општина посебно се грижи за овој проблем, се договоривме во рамките на владата да направиме регионален пристап, бидејќи видовме дека мала држава како Македонија со 80 општини, ниедна од нив нема капацитет да се справи со тој проблем, и затоа ќе направиме 4 регионални депонии во кои што со помош на ИПА средства, со помош на средства од владата на Република Македонија, веројатно и со јавно-приватни партнерства, ќе направиме организирано собирање на сметот во Република Македонија и негова преработка. Според Ангјушев, Македонија мора постојано да биде во тек со новите технологии и иновации во секоја област, па и во екологијата и заштитата на животната средина, бидејќи светот брзо се менува. Ние треба како мала држава да препознаеме кои се промените во светот, за да можеме да преживееме и да бидеме прилагодливи на таквите промени, за да можеме да тоа го оствариме. Ова мисла веројатно важи за сите, а уште повеќе за малите држави. Ние сме мала држава и како таква уште повеќе треба да ја применуваме. Кога зборувам за прилагодување кон новите технологии на одржување на човечката си животна средина и за новите, значи, прилагодувања кои што треба да ги направиме во новите технологии кои што тоа го прават на квалитетен начин. Ангјушев се обрати на конференцијата Гредит 2018 на тема загаденоста на воздухот и нерегулирани депонии, која што се одржува на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.